Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Новиот состав на Советот на општина Кочани в четврток ќе одржи конститутивната седница. Според дневниот ред на првиот работен состанок треба да се избере председател како и членови на 11 комисии што ќе работат во состав на Советот. Со одржувањето на првата конститутивна седница и официјално в четврток на 2 ноември ќе започне со работа Советот на општина Кочани. Откако комисиски ќе им бидат верифицирани мандатите на сите 19 советници кои влегоа во новиот состав, тие заеднички ќе треба да дадат заклетва оти ќе работат во интерес на општината и на нејзините граѓани. Веднаш потоа е закажано и одржувањето на втората седница, чиј почеток се очекува да го води најстариот член на Советот Ангел Максимов, кој ќе има задача како прва точка во работниот дел да предложи избор на председател. По изгласувањето на новиот председател на Советот ќе се премине на избор на членови кои ќе ги формираат 11-те комисии што ќе работат во негов состав. Како последна точка од првата работна седница, планирано е да се усвои предлог решението за советници кои како представници на општината ќе учествуваат при склучувањето бракови. Исто така, советничките групи ќе треба да ги истакнат и своите координатори, кои заедно со советникот од независната листа ќе учествуваат во координативните договарања за дневниот ред на секоја од седниците во наредните 4 години. Досегашното искуство од одржувањето на првите две, односно на верификационата и конститутивната седница, покажува дека сите точки поминувале едногласно, со поддршка од сите советници, без разлика од која политичка опција доаѓаат. Поради тоа и овој пат не се очекува да има поинаков тек, односно по завршувањето на сите процедури од изборниот процес, општина Кочани конечно да ја комплетира новата локална власт. Комуналното јавно предпријатие Водовод ја воведува можноста за електронско плаќање на сметките за комунални услуги. Можноста за плаќање преку интернет овозможува побрзо и полесно подмирување на обврските, односно граѓаните не губат време за да плаќаат на шалтер. Од почетокот на оваа недела, комуналното јавно предпријатие Водовод ја активираше можноста за плаќање на сметките за комунални услуги по електронски пат. На официјалната интернет страница на предпријатието во горниот десен агол е поставен линк преку кој се пристапува до опцијата за онлайн плаќање. При тоа неопходно е корисникот да го внесе корисничкото име и лозинката, со што се овозможува да се изврши плаќањето со кредитна или дебитна платежна картичка. Освен тоа, на веб страницата има и упатство за справување со проблеми, што би можеле да се појават во работата со системот за електронска наплата, каде има детални објаснувања за најчестите пречки во неговото користење. За да нема нејасноти во врска со тоа дали ваквиот начин на плаќање е безбеден или не, од Водовод информираат дека системот преминува на заштитен дел откако корисникот ќе се согласи со политиката за приватност. По кликањето на копчето «Плати» се обезбедува гаранција за заштита на податоците од платежната картичка и се извршува наплатата на средствата за соодветната сметка. Опцијата за електронско плаќање на сметките за услугите веќе е воведена во дел од комуналните предпријатија во државата, така што Кочански Водовод е меѓу првите кои им нуди ваква можност на корисниците. Од пред околу една година, сметките за комунални услуги електронски можеа да ги плаќаат правните лица, а сега веќе можноста им се нуди и на граѓаните. Целта е да се обезбеди едноставно и брзо подмирување на обврските, без да се губи време и да се доаѓа на шалтер во банка или во наплатниот пункт на Водовод. Објавен е конкурсот за доделување 25 стипендии на општина Кочани. За паричната помош можат да конкурираат студенти кои студираат на дефицитарните струки на државните универзитети во Македонија. 25 стипендии ќе добијат најдобрите студенти од Кочани кои се школуваат на некои од државните универзитети во Македонија. Локалната самоуправа 9-та година поред го распишува конкурсот на кој можат да се пријават сите редовни студенти кои се жители на општината и кои ја завршиле првата студиска година. Меѓу условите што треба да ги исполнуваат кандидатите се да не повторувале година во текот на студирањето, како и да не се корисници на стипендија или кредит од други институции или компании. Од 25 стипендии, една е за студент од ромска етничка припадност, со цел да се стимулира високото образование и во оваа малцинска заедница. Распределбата на стипендиите ќе се реализира со бодување на кандидатите, при што најмногу бодови, максимум 70, носи остварениот успех во текот на студирањето, односно просекот на добиените оценки треба да изнесува најмалку 8.
Во обзир ќе се земаат и материјалните можности на студентот и неговото семејство. Тоа ќе се утврди врз основа на месечните примања по член од семејството во однос на просечната исплатена плата по вработен во Република Македонија во последните 3 месеци. Според овој услов, кандидатот може да добие најмногу 20 бода. Дефицитарноста на кадрите, утврдена со одлука на градоначалникот, на кандидатите може да им донесе уште 5 бода, колку што ќе добијат и доколку се деца на самохрани родители. Како дефицитарни кадри за студиската 2017-2018 година, во одлуката е наведено дека се сметаат студентите на Технолошки факултет, потоа на Факултетот за ветеринарство, на Факултетот за музичка уметност, одсек виолина и виола, на факултетите за хемија и за биологија, како и текстилните инженери. Во огласот што го објави општина Кочани, нагласено е дека приоритет за добивање стипендија за студирање на високообразовните установи имаат децата кои се без родители или ако до полнолетството престојувале во домови за згрижување на деца во Република Македонија. Исто така, за кандидатите од ромска етничка припадност нема да важи условот за минимум остварен успех во студирањето. Конкурсот за стипендирање студенти од општината е веќе објавен и трае до 15 ноември. Пријавите и потребните документи кандидатите можат да ги поднесат во едношалтерската канцеларија или по пошта на адреса на општина Кочани. Започна обуките за представување на проектот за консолидација на земјоделско земјиште. Проектот е финансиран од Европската Унија, а првата обука на тема како да се идентификуваат и селектираат најпогодните области за консолидација на земјоделско земјиште се одржа во Штип, на која присуствуваа представници од Кочанската агенција за потикнување на развојот на земјоделството. Околу 25 представници на подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, како и советници од Националната агенција за развој и потикнување на земјоделството, меѓу кои и од Кочанската агенција, беа дел од обуката за постапката за избор на области за консолидација на земјоделско земјиште. Станува збор за проект финансиран од Европската Унија, во чии рамки се одржуваат обуки на тема како да се идентификуваат и селектираат најпогодните области за консолидација на земјоделско земјиште. Тоа е проект со кој што се продолжува една одлука донесена од владата на Република Македонија уште во 2012 година. Се работи за една стратегија за консолидација на земјоделското земјиште, кој што е единствен начин да се реши проблемот со преголемата расцепканост и фрагментацијата на земјишните парцели, со што се јавуваат големи проблеми при обработката на земјоделското земјиште, се јавуваат големи трошоци кога се вака расцепкани површините. Значи, ова е проект кој што има за цел да изврши едно групирање и окрупнување на земјоделските површини, при што ќе се дојде до оптимизирање на овие земјоделски имоти и секако при ова ќе се внимава за воспоставување на една неопходна инфраструктура помеѓу парцелите, патиштата, системите за наводнување и слично, и во целиот тој склоп ќе се внимава на заштита на животната средина. Со овој проект, земјоделците ќе бидат запознаени преку работилници и обуки, таква каква што се одржа во Штип. Следната ќе биде организирана на 14 ноември, на која ќе присуствуваат и поголем број земјоделци кои што сакаат да се запознаат со проектот и бенефитите од него. Ние како Агенција за потикнување на развојот на земјоделството, заедно со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство од нашиот регион, овде од Кочани, ќе соработуваме и ќе обезбедеме пилот општини, катастерски општини, во кои што ќе пробаме да го спроведеме овој проект. Можам да кажам дека за почеток се предвидени Чешиново, Спанчево, Соколарци и Чифлик, кои што како пилот општини се најпогодни за ваквиот проект, за ова окрупнување, ова консолидација. Ќе комуницираме со луѓето, со собствениците, со местните заедници, така што за да дојдеме до подобри податоци за да се спроведе овој проект.
По обуката, учесниците ќе имаат поголемо разбирање за тоа како да ги идентификуваат потенцијалните области за консолидација на земјоделско земјиште и како да работат заедно со локалните земјопоседници и земјоделски заедници во процесот на изразување на интерес за локални проекти за консолидација на земјоделско земјиште. Обучените вработени во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството се назначени за контакт лица за консолидација на земјоделско земјиште во соодветната општина и понатаму ќе бидат вклучени во кампањата за подигнување на јавната свест за консолидација на земјоделско земјиште, која ќе се спроведува во текот на ноември 2017 година. Започна пошумувањето на голите површини, што е обврска на шумското стопанство Согово од Кочани и со тоа збогатување на шумскиот фонд. Според планот и програмата за работа на предпријатието, годинава во есенската акција ќе се пошумуваат околу 30 хектари површина во катастарска општина Јамиште. По конечното истакнување дека нема да се организира акцијата Ден на дрвото, започна остварувањето на планот за есенско пошумување на голите површини од страна на шумското стопанство Согово. Пошумувањето на голите површини е голем дел од работењето на шумското стопанство Согово од Кочани и од предпријатието велат дека и годинава работат на зголемување на шумскиот фонд и пошумување на поголема површина. Како и секоја година, и ова есен имаме обврска некаде на површина од околу 30 хектара во катастарска општина Јамиште, во ШС Злетовска река, значи со видови белбор и смрча. Земјаните работи во исто време се спремат и веќе се е почнато и засадувањето на определените површини за текот на 2017 година. Сметаме дека до оптималниот рок, некаде до крајот на месец ноември, сметаме дека и таа обврска ќе ја завршиме. Инаку во составен дел на Кочанската подружница на јавното предпријатие Македонски шуми е и работната единица во Пробиштип. Според планот за пошумување, површините на кои ќе се пошумува се движат околу 5 до 10 хектари во општина Пробиштип, додава Диванисов. Да го поздравиш и да ми го бациш е насловот на театарската представа што беше одиграна синоќа во Центарот за култура Бели Мугри. Станува збор за камерна представа која што беше наменета за лица над 16 години. Истата продукција и професионалните актери од Скопје пред оваа ја одиграа представата Експеримент. Представите се дел од активностите на манифестацијата Нов културен бран. Голем интерес кај младите од Кочани предизвикаа двете представи на професионални актери од Скопје, кои што беа одиграни на сцената на Центарот за култура Бели Мугри. Станува збор за театарските представи Експеримент и Да ми го поздравиш и да ми го бациш од Скопје. Тие се камерни представи наменети за лица над 16 години. Синоќа се одигра втората представа Да го поздравиш и да ми го бациш, која што е документарна представа, авторско дело на режисерката Билена Радиновска и актерите Бојан Кирковски, Наташа Петровиќ, Ненад Митевски, Симона Спировска-Костовска. Представата ја раскажува приказната за растењето, за соништата за себеостварување и соочување со општествените механизми на функционирање. Представата е во продукција на Артопија од Скопје, продуцент е Филип Николовски. Представата која игра вечерва веќе е хит на независната македонска театарска сцена. Игра година и пол, веќе има повеќе од 4-5 илјади публика која што ја погледна представата на сцена. Има повеќе од 40 изведби. Со еден збор представата е хит на театарска сцена во Македонија. Николовски зборуваше во однос на заинтересираноста на младите за глума и драмските уметности. Во прашање само ентузијазмот на младите луѓе кои што се бават со театар и генерално со уметност, не само во Кочани, туку и во цела Македонија. Самите ние го иницииравме ова ентузијастички, значи со многу желба и енергија, сила сами да направиме нешто. Значи вон институционално, сите ние сме вработени во институции кои што се бават со театар или со уметност генерално, со култура,
Меѓутоа, овој чекор некој начин да отстапиме од комфорот на институциите, не натера се здружиме и да идејата уствари за нешто за поголема цел, поквалитетна театарска продукција, не натера да се здружиме во здружение кое што ќе продуцира театарски представи од овој калибар. Мислам дека има ентузијазам и има и квалитет, што е најбитно, не само на театарската сцена, него има ентузијазам и квалитет и на музичката сцена и во филмската продукција. Само треба да се работи, само треба да се иницираат вакви проекти, да бидат издржливи на некој начин, колку и тоа сурово да звучи. Младите да иницираат проекти од овој тип кој што ќе им донесе некаква репутација во било која поле на уметност. Режисер на представата Експеримент пак е Јане Спасик. Главна инспирација за представата Експеримент е книгата Да Луцифер ефект на социјалниот психолог Филип Зимбардо, кој во своето дело ги анализира начините и методите преку кои системот и ситуацијата влијае на дехуманизацијата и деиндивидуализацијата на индивидуата, при тоа постепено насочувајќи ја индивидуата да извршува злосторства во име на системот. И двете представи се дел од активностите на манифестацијата Нов културен бран во Кучани. По 2 години одложување заради немање финансиски средства, лекарите од Кинамо ја закажале операцијата на Методи Митев за март идната година и писмено го известиле дека одложување веќе ќе нема. Митев со апел до сите хумани граѓани да му помогнат, оти сега му се најпотребни од било кога, бидејќи за 4 месеци треба да собере 10.000 евра. И по 2 години собирање пари и одложување на потребната операција во Кина, кинезите веќе не го чекаат Методи Митев. Писмено го известиле дека одложување на операцијата ќе нема и му ја закажале за март идната година. Со тоа лекарите од Кина го ставија на голем притисок. Потребните пари за операцијата мора да ги обезбеди до март 2018 година. Му недостасуваат уште 10.000 евра. На потек се хуманите граѓани. Сакам да упатам уште еден апел до сите хумани граѓани на град Кочани и пошироко, дека ми стаса и известување од Кина преку мејл дека више не може да ја одложи операцијата, тоест убрисувањето на матичните клетки. Покушувавме неколку пати да ја одложуваме, сега веќе не може и сакам да кажам дека операцијата више ми е закажана у март 2018 година, така да сакам како до сега и сега сакам да упатам еден апел до сите хумани граѓани на град Кочани и пошироко, до сите фирми ги замолувам да донираат како до сега што донираат, да донираат пак, за да можем да ги соберам веќе конечно потребните парични средства за моето лекување и како што потврдија од Кина да у март да можем да заминем. До март ни остануват 4 месеца само, пари ми фалат уште 10.000 евра, така да пак ќе кажем еден апел до сите да може да ми се помогне да ги соберам парите, да заминам на операција и да можем да застанам на нозе. Митев досега организираше многу хуманитарни акции кои сам ги финансира околу организирањето, па за него остануваа малку средства. Затоа се обраќа до хуманите граѓани за помош и додава дека во следните 4 месеци кои што му преостануваат до операцијата, ќе мора поинтензивно да работи на организирање на хуманитарни активности и настани, а за тоа секако бара помош и од граѓаните. Сите граѓани кои сакаат да ја покажат својата хуманост може да донираат на сметката во Тутунска банка или на телефонскиот број испишан на екраните. 15 велосипедисти од Македонија и Бугарија возеа планински рути по падините на Осоговијата од двете страни на границата, откривајќи ги природните потенцијали за одржлив туризам во овој регион.
Активноста е дел од меѓународен проект што го спроведуваат Македонското еколошко друштво, Бугарската фондација за биоразнообразие и фондацијата Euronatür од Германија. Планинска велосипедска тура по падините на Осоговските планини реализираа 15 велосипедисти од Македонија и Бугарија, откривајќи ги природните потенцијали за одржлив туризам во овој регион. Активностите се дел од проектот Подржување на одржлива иднина за луѓето и природата на Осоговијата, што започна на крајот од 2015 и ќе трае до март идната година. Главна цел на проектот е зачувување на биолошката разновидност со заеднички напори на локалното население. При тоа се спроведуваат активности за поддршка на одржливото менаџирање со шумите, подобрување на знаењето за крупните цицачи и анализирање и демонстрирање на потенцијалот на Осогово за екотуризам. Во рамки на турата од македонска страна учествуваа велосипедисти од Кочани, Виница, Штип и Скопје, а имаше и 6 учесници од Бугарија. Сите тие изразија задоволство од подготвеноста на патеката на бугарска страна и очекуваат на тамошен развој на рекреативни, па и професионални активности за планински, односно маунтбајк велосипедизам во Осоговијата. Значи вчера доста добре премина. Всички македонци доста харесаха също нашата част на планината. Тя е доста сходна с вашата, няма много голема разлика, защото е много близко. Също така ние сме направили 3 кръговати маршрути, които могат всяко едно семейство нормално или деца да отидат да карат на тях. Те са доста приятни, около 25 км и са маркирани изцяло с маркировка по трасетата, така че дори без GPS и данни може да се отиде да се кара там всеки един. По црн пат, значи, со планински велосипеди се качуваме до Царев врв, од таму се одиме до Пониква, значи со мала пауза на Пониква и на крајот завршуваме во Злетово. Потоа, значи, после должината е околу 40 км, но со тоа што е малку е полесна во однос со тоа што има малку повеќе спуштања, помало е качувањето. Сега сме последните неколку години насочени кон планински велосипедизам. Ова е одлична можност, овој настан токму сега што се одржува помеѓу наши велосипедисти и велосипедисти од Бугарија или Западна Бугарија и Источна Македонија. Се со цел да ги видат и тие можностите на нашите предели, исто и ние кај нив, и да ги видиме секако можностите што ни ги дава самата планина. Необично ли е со сите предизвици кои што ги носи планината и еве тие алтернативни туристички патеки? Па вака пред камера звучи необично или невозможно, но се е возможно, секој дел од планината, секој предел, секоја помината река, секој искачен врв представуваат посебен доживеј и препорачувам секој што може да се вклучи. На македонска страна од Осоговијата се возеше на релацијата Калин Камен, Царев врв, Пониква, Раткова скала, Шталковица, Злетово, при што се помина патека во должина од 44 км. Проектот Подржување на одржлива иднина за луѓето и природата на Осоговијата се спроведува како партнерство на Македонското еколошко друштво, Фондацијата за биоразнообразие од Бугарија и германската фондација Euronatür. Почитувани, тоа беа информациите што ви ги подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Следете ни на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.